Значи, здраво, другари! Защо мразам да снимам видео живо и на YouTube? Затоа што едноставно видеото цел час видео снимав. 15 минути се спремав за него, значи саат и 15 минути изгубив од живото затоа што едноставно видеата исчезнуваат. Не може да си го објаснам. Некои видеа се зачуват, некои видеа просто исчезнуваат, али какво и да е. Не лажеме, пробав да снимам видео за Star Atlas, едноставно се живо испокупив. Сакав да покажем како се купува, али едноставно самото видео некој ерор и се гасе. Не е од OBS Studio, затоа што 100% преходните видеа сите ми се зачувани. Најчесто ми се гасе ако е на Facebook. Значи овај пат целата OBS опрема у видео неповрат. Сега пробам преку Windows 10 самата програма на Windows EG, што се активира за гейминг, што се снима. Да се надевам дека нема да се случи. Еве, купив Pierce X5, ќе ви покажам како се купува. Префрлив $200, ќе купам други бродови. И без тоа планирав да ги купам, нема да чекам, значи да се врне Solana на 200. Pierce 5, малку ми е нејасно, пошто вика be sure to earn your pilot license to take this through Faction Space. Купив го за 145. Другиот што го купив е OppleJet. Него го купив за 300. Значи најинтересно е една работа што ме брка. Гледаш, никој не прави видеа добри. Значи, иако самиот газда рече дека не ви треба сега pilot license, дека ќе ја спечалите некако, па ќе видиме, малку ме збркува тука што, значи, ако отидете у Marketplace, имате Access, имате pilot license, значи, $500. Значи, само 3025. Маја може да ќе биде за некои големи бродови, уште не ми е јасно. Значи $550. Се надевам дека ќе паднат. Значи додека може да се слуша позадината дожд, има голема бура у Сиетл, најавија некои 3 дена. Тоа не е ништо чудно, тука и по 6 месеци има дожд, али ќе видиме која е таа толку јака бура. Планирам да купам Faction Passport, значи вика to all factions locked permits and license, таа не е скапа. Значи планирам да земам $60 едно, да има. Али прво ќе купам, само да ви покажам, исто купив структури, купив Space Station. Просто, иако речов дека нема да упаѓам у играта, откако го открив Solana го планират, че по теорија на заговор $5000 од парче, што е страшно многу голема сума. Али ако го спремат за толку јака конкуренција на Ethereum и на прецена Ethereum, али и на Cardano, значи 50.000 трансакции, тоа е страшна бројка. Иако крахера гледате дека никој од тие што го држат Solana не испаничи и не продаде кој знае колку. Значи колку падна? 30%. Највеќе мислам дека падна. Сега моментално е паднат, мислам сега се вара некои 15%, ако не се лажам. Интересно е што тај комјунити е силен, што значи дека со сигурност не го држат обични луѓе, значи го држи елита. Кога најчесто нешто така не се сруши на толку негативни вести, значи го држи елитата и знае што држи. Тие што преходно го постиравте Solana у групата, да се надевам дека сте накупиле и дека сте направиле доволна печалба, иако мислам дека повеќе кажаа дека го имат купено на помала сума. Толку се можности у Македонија. Да не ја тупам сега. Значи, одеме Space Station. Постојат само 21.852, сигурно од овај стил. Не знам дали ќе пуштат нови. Тоа малку не е фер.
Значи, али и да пуштат. Супер е. Мило ми е да има повече играчи. Значи вика вика Tier 1, comes standard with a trading deck necessary to tap into the universal marketplace, constructing an orbital space station above your mining station is the quickest route for preparing your raw materials for a quick sale and advanced crafting recept. Доста интересно, значи това ми трябва. Сега одеме на mining drill. Значи исто гледате structure specification е tier 1 23291. Constructing a mining drill powered by a power plant will begin the automatic process of extracting materials from the claim below. Auto slides load the materials and ready to transport them to the nearest chosen space station. Значи гледаш, space station ми трябва за транспорт на все ще изкопам. Значи доста ефтино я вземав. Значи беше около, сега ги видам, около $98, що ме доста чудя защо е толкова ефтино. Забравих да ви покажем Space Station, исто е много ефтина, що ме доста чудя. Како е можно това 96, али гледайки дека ви требат сите 3, значи около колко изпаѓа, около $300, $310. Замислики има функција да копаш некакви си минерали и ретка руда, што е и gases, значи тоа е 3 работи. Extract raw ore, minerals и gases. Значи to extract mineral value from any claimed entity, the owner must first build a power plant. Значи it is required to energize the mining drill and other mining structures and to extract raw ore, minerals and gases. Значи ја ги имам сите 3. Тоа ме кошта негде $305. Бродовите и сега сакам да ви покажам едноставно ќе ви треба, значи на тај начин ќе ви треба ово на Discord го има, јас ќе го постирам долу во видеото. Значи ви треба Dex Berza dex.project.serum.com. Значи тука сега значи ќе ви покажам на Marketplace. Одеме Ships, мене ме интересира прво да ги купам Pierce X4, поради тоа што бе исчезнал едно време. Значи Fighter, Ship Specification Fighter, прво ми изненадало зашто е толку мал, а вика може да има, вика comes standard with a bit of cargo space, значи мал cargo space for those extra long trips through the west open range of outer space. Тука сега ме чуде како е можно толку мал брод да може да патува, ама валјда ќе се качува у други поголеми бродови. Мене ме чуде како тоа чудо ќе патува у отворена вселена, али ќе видиме. Уствари comes standard with, чека како беше финтата, беше no pilot license required to explore distance exoplanets on within with the best fully unbursted view Pierce can offer малку аспе single passenger space bike that packs a punch, a popular model for short range cop patrols in space and land. Значи чудото ќе е за патрола у вселената и у земјата. Планирам да купам прво 5 овакви. Значи планирам scholarship, за тоа ќе ги купам. Значи одеме Pierce X4, треба да го најдеме. Значи у Ships, дека беше Ships, Ships, значи Pierce X4, значи одеме на самото плюс, Pierce X4, копирате го тај дел, значи Market ID, одеме значи на второто, кое шо е Market Label, и одеме на третото PX4 Base Label, го креираме, значи $20 е стандарт, само тука малко ќе биде проблем да го конектирам Wallet, пошто таму ми е баши да се изгасе, местото дека се гасе самата програма која што снима. И значи сега одеме
тука се продават 19 или 340 се понудени. Не, да ги купувам сите, зезнам се. Значи ги купам 5 брода за почеток. Одете buy, значи одете approve. Значи от левата страна ќе видите your wallet provider, трябва да помине зелено да се появи, значи супер. You have placed an order 5x4, значи тоа помина. Сега одете тука. Тука одете, бирате, значи овај дел. Тука мора да наместите 5 исто. И значи тука во требаше автоматски да се поврзе. Не ми е јасно зашто MTC1, значи MTC1 Max, да, тоа автоматски се поврза. Значи никој не продава, не е можно тоа. Уствари не ми се е поврзал волето. Значи доста има проблем со тој волет. Wallet update. Еве тука треба да видите wallet balance 226. Сега е поврзан. Значи само што наместив дека ги купам 5. И моментално самата берза мислам дека е падната, иако ги наместив да се купат. Значи wallet connected. Идеме баланс. Settle not connected. Значи само ще го конектирав. Значи wallet update, тоа често ќе го пробвате неколку пати. Знае да забушава. Значи error setting fonts. Па јас веќе префрлив пари. Само да провериме. Волето имам, значи 125, значи више ги има купено. Доста луѓе гледаш имат проблем, не може да купат. Поради тоа што се живо и е срушено. Се живо и е срушено, open orders. Имат комплетен проблем. Значи се поминаа, гледате, не ми ги дава да можам да ги одам, да ги купам. Иако се продават 35.000, значи местите 5. Значи ќе пробам од почеток. Значи PRX4. Ќе пробам да го креирам. Значи едноставно си прави проблеми. Многу луѓе се нервират, не можат да купат. Нема да пробат повеќе пати и тука е самата грешка. Мислам дека го има. Не е можно да не може да се продава. Значи да го wallet update connected. Значи проблем до проблем. Затоа многу луѓе не може да успеат да купат. Еве, дури сега ги прифана, дури сега се појавија. Значи buy 5 за 20. Гледате, треба да пробате, значи неколку пати. Значи сега одеме inventory. Значи ships. Значи одеме claim. Одете claim. Значи одете approve. И ќе треба да поминат тука више се ставени, како што гледате. Ќе одеме settle. Значи више се гледаш unsettled. Unsettled се појават кога идете claim, сега unsettled 5. Значи одете approve. И ќе видиме од левата страна ќе ви даде не помина трансакцијата, значи одете тука, од десната страна. Settle,
Error Sending Funds. Изгледа пас има дисконектирано самия wallet. Значи, не знам, доста се гасе, доста не може да се конектира, затова много луги се откажват и се сбъркуват, страх ги да натиснат тамо-вамо. Значи, гледаш Error Setting Fonts. Значи, баланс няма. Error сега да от левата страна. Че едноставно не може да се поврази самия wallet. Опс. Сега значи ке помине Settle Trade Browse. Бум. Значи помина. На кой начин ни работи, колко пъти се блокира. Просто много луги са изненадени. И самия да ви кажем съм изненаден на кой начин функционира. Е комплетна проста работа, която ще гледаш, натискаш на самия wallet и много луги се плашат да го направят това. Сите работи помина. Сега ке видим дали ке ми дойдат у инвентори. Опс, бум. Значи гледаш, едноставно кликаш рефреш, кликаш инвентори. Тежко да ви обяснам, луги, защо правят овакви работи. Дали сакат не всекой да ги купи. Значи пресметайте дека 99% от лугито не може да го купат. Видовте ли защо? Просто дори самото видео ми се избриша, просто и паѓа самата мрежа, просто все живо е срушено. Гледате ли на кой толкова глупо направено да се купат. Значи сега идеме на Marketplace, одеме Ships, сакам да купам и Opal Jet, сакам да купам 5, тия се сигурно за тръки. Значи да се надявам дека ќе имам у Македонија добри геймери. Знам дека много луѓе на времето играеја оваков стил на игри. Да се надявам дека ќе имат доста добри геймери, фактички, кои што се рейс значи кои што се добри за трки. И аз да ви кажам најискрено не сум добар за трки со коли, со spaceships, не се сеќавам дека сум се пробал. Освен Star Wars бев много добар. Имам играено малко, ако се сеќавате од самия филм, не се сеќавам кој дел беше, со тия трките, детето што го возеше тај вселенскиот брод. После нели што стана джедај, не се сеќавам на кој дел беше. Значи 5 планирам Opal Jet за сега да купам. Вика the smaller sibling to the Opal Jet. The Jet mimics the oversized engine block for blazing fast speeds on the racetrack. The Opal Jet is a one-seater space racer capable of warping planet to planet, packed with enough firepower to throw cover fire and then slip away in a wink. Enjoy insane speeds, no license required. Сега, некои викат ке има трки, некои викат дека ќе биде за ќе патува у конвои со поголеми бродови кои што ќе го носат, ќе ги штите и ќе има повише функции. Ќе видиме што ќе биде уствари. Дали е тоа точно 129.000 има. Мислам дека ќе има многу повише, значи исто се $20, а уствари се паднати на цена, што е супер. Еве моментално 22 се продават за 18.70, само прво ќе треба да го наместам тука. Opal Jet е овај. Треба да гледате не сгрешите, Opal Jet е по-големиот. Значи ова е само Opal Jet. Значи копирате, одете плюс, Market ID, значи копирате го второто, одете Market Label и го копирате Opal LJ Base Label, Add. Сега ќе му треба време да се крира, да се надевам дека тај wallet е конектиран. Wallet balance 125, тук ќе видите од десната страна дека е конектиран. Значи одеме колку има? Значи има на 18.50. Значи на 18.47.5.
Еве, ќе пробам да ги купам тие 18,47,5. Само да видиме дали ги тука има 18,47. Тука го па нема. Значи, нема да ризикувам. Значи, ќе ги купам на 18,75. Значи 18,70. Тука ги виши има на 18,70. Ќе ставам 5. Еве, па не е конектиран волет. Тоа малку е претеризам со тај волет нон-стоп да го конектираш. Треба да проверите, тука не можем да ја покажем да е свете зелено у Phantom Wallet. Еве, сега е конектиран. Малку е... Значи Opal LJ. Opal LJ. Значи сега ќе ги купам тука. Значи на 18,70, за да се креира на другото место. Значи од левата страна ќе видите Your Wallet Provider. Значи одеме Approve. Да видиме дали ќе помине трансакцијата. Првото видео од 10 пати. Оп, супер гледаш. You have placed a order 5. Значи првото видео добро е што ми го избриша. Джа се нервирав, имав преку 10 пати пробано и даваш ерор, не може да се купат. Значи сега од како помина, одеме, само треба да видам, Manage Wallet е Connected. Значи одеме тука, Disconnect, Connect. $18,70. Значи одеме 5. Opal Jet, само нема да помине па. Треба време за да се појаве самата порачка од 5 брода. Но треба повеќе време. Сега одеме Inventory и одеме Opal Jet Claim. Значи одеме Claim. И ќе помине. Значи процес to Inventory. Кога веќе тука ја средите, гледате више се направиле. Мора да го средите тоа. Значи тај дел. Преходно беше друго јаче. Одма се појавува тука. Али сега е направено дека мора прво да отидете тука клейм. Еве сега тука треба да се појават. Значи одеме Refresh. Одеме Refresh и треба да го конектирам Wallet. Уште не ги дава. Иако се поменати 18,75. Најискрено, значи 3 пати различно ги дава. 3 пати различно ги дава, гледа треба тоа да дисконект. Сам ги купи некојаш без замисли си тука да ставите buy Opal. Еве, што е комплетно, не знам. Просто изгледа денеска само што ја поправија самиот маркет, затоа што без тука да го најдевте, да го ставите, без да изберете тука 5, без да отидете buy Opal, ви едноставно немаше да можете да ги купите. Че тука требаше да се појави tu balance 5, да одете settle, па ќе се појави тука од десна страна wallet balance settle, за да помине таа трансакција. Ама еве денеска за чудо самата берза веќе работи. Самата берза работи, значи можете да идете claim и можно е само автоматски да ви ги купи. Значи без да бидете на Project Serum. Значи ако не можете да ги купите така, значи ајде сега ќе пробаме, еве, ќе пробаме ништо да не направиме на Project Serum, баш специјално, еве, ќе трансферирам пари, интересираме дали, еве, ќе речем, сакам да купам
Сакам да купам една лиценца. Сакам да имам една таква лиценца за всеки случай. Значи Faction Passport. Само да видим колко пари кошта. $60. 60 $. Сега ги преместам от Phantom Wallet, няма да може да го видите. Не можем да го отворам. Значи отдам swap моментално на 0.50. Не, 0.40. Да, 0.40 ќе сменам сол. Тоа е некаде 64.50. Трансакциите се физ, значи комедија 0.00162. Значи ќе го сменам. Swaping е моментално, тоа нема да може да го видите. Swaping токен справам. Значи на волето да префрлям 60 USDC. Доста брзо оде Swapping Tokens, много по-брзо од Ethereum кога го купував Axis, некојаш вртеше по пола саат, што е доста нервозна работа, затоа што може имам изгубено преку 10 акции и повише, не можев да ги купам затоа што чекав цело време, значи да ми се направи swap на Ethereum и XX токено. Сега доста интересно е што само што пофалив Solana, Swapping Token Progress заглави. Значи, ова е прв пат до сега да е толку бавна трансакцијата. Ама до сега е па и најмала трансакција што имам направено $6. Оп, супер. Значи тоа нема да може да го видите, али легнаа на сметката. Значи сега одеме комплетно без, значи тука да го ставам у маркет. Значи без да ставам у Custom Market. Да видиме дали ќе можем да го купам Faction Passport. Ще одеме buy. Значи од левата страна ќе видите, опс, грешка. Значи нема да можем да го купам затоа што не избрав ништо. Значи идеме еден. Чисто да го имам сакам. Одеме buy. Од левата страна ќе видите Your Wallet Provider. Од десната идеме Approve Transaction. Сега да видим дали ќе помине. Значи изгледа се го поправили целиот маркет. Значи од лево оде Order Send. И заради можно не ми е верно да одам само Claim, што ќе биде многу полесно за вас. Значи одеме у Inventory. Идеме у Collect Access. Значи Wallet ми е конектиран. Интересно. Faction Trade. Идеме Inventory. Еве сега се појави. Значи Access, Pass, одеме само Claim. Значи не сум ништо улезел у другото, што е доста интересно. Значи изгледа више е поврзан автоматски. Processing to Inventory. Вау, значи просто са го направиле поправене Marketplace. У Европа е можно да е работило, Америка не работеше. Значи не ми е верно дека е направен, додека преска се изнамачив. Представете се за сите тие бродови, значи за Space Station, Mining Drill, Power Plant и двата брода, морав тука да ги најдам, замисли си, и да ги унесам тука, рачно, значи на Custom Market, да ги купам тука, додам Settle, замисли си да ги најдам, што беше вистинска драма. А замисли си сега тоа е самото поправено, и го праве автоматски, човече. Ама изгледа и не го праве. Значи таман ги пофалив. Settle Trade. Бум. Значи ги праве автоматски луѓе, ово више не ви е потребно. Серум, значи не е потребен. Не е потребно да се унаса, значи на самия плюс, али до тие што имате заглавено, што не можевте, значи више ви имам покажено, значи Add Custom Market,
тук ги унасяте тия, тук значи ги го наjdете спецификация, значи бирате исто која цена сте избрале тука, значи бирате количина, buy, значи ќе ви се појаве тука, одете settle, после тука десно settle. Али е више денеска работе, значи успеав да купам и Faction паспорт, че во е за вас, планирам scholarship и тука, значи имам структури кои што можно е во иднина да купам и повеќе. И ги имам овие бродови, Pier 65, Opel Jet, Pier 64 и Opel Jet. Планирам да купам Collectible, сега не сум заинтересиран. Планирав да купам еден за мене, значи од овие разузнавачките. Уствари ово е скин. Бродо беше тука. Visus Opod. Ово чудо е rare. Само 1900 ќе постојат изгледа. Data Runner. Мој стил разузнавачки информации да Visus Opod is a stealthy data validation vessel with robust living quarters and well-rounded starship, highly robust scanning radars, antennas, surveillance equipment, and packed with explorer drones make this ship a favorite for small deep space explorer crews looking to trade in information with rare and valuable data. Тоа е нешто стило кога јас сега ќе ви дам без пари информации. Оваа игра ќе собирам низ длабоката вселена, ќе истражувам значи за информации и тие ќе ги продавам после за нивните два токени. Што е доста интересно, тоа би го играл и јас. Значи само моментално е доста скап, 2450. Забележав една работа, паѓа. На почеток беше $4, значи замислете се ако купев, која грешка ќе беше. Интересно е што од $4 беше паднал на 3000, сега на 2450. Да се надевам да ќе падне уште повише. Најефтино е 2399. Значи планирам да улезам да го купам тај брод за мене. А ако треба и екипаж, планирам да ставам и scholarship. Значи тоа ми е у план. Ово чудо тешка работа да би го купил, иако е доста интересно да се купе, само е многу скапо. Многу е скапо да се улезе, беше 40.000, сега е 37.925. Ако сега уште истражувам, ако Македонија има страшно сериозни играчи, што до сега неам видено дека има страшно сериозни играчи за Space игри, ако ово видео привлече внимание и многу луѓе ме контактират и ми покаже дека имат искуство, можно е да купам и Galico Guardian. Не се сеќавам дали е Battle Cruiser. Galico, a flagship multi-role exploration vessel. The Guardian is marvel of modern spaceship technology. Clean, spotty and full of utility. This capital ship can be the home of extra large crew destined to comb the furthest reaches of the known and unknown sectors of our galactic neighborhood. All imaginable creature comforts and sustainable bio. Чек само да видиме. Com standard with a double decker. Cannons heavy defense. If you had to choose only one ship to space, само да видиме. Packet with two extra large chambers of explorer drones and dual cartography navigation rooms. Ќе биде доста интересно ово чудо. Ако имам повише, значи multi-role, legendary, 235 само ќе постојат. Ако постојат 235 само, значи таа цена е смешна. Дури $100,000 е смешна, да ви кажам. Ама ако има многу повише, значи малку не е фер. Нема да е фер. Ама ќе видиме што ќе биде. Значи моментално поседувам овоа. Еден Pierce X5, Opel Jet, Pierce X4 5 и Opel Jet 5. Имам Faction паспорт сега за сега.
Имам Space Station, Mining Drill, Power Plant. Collectible за сега не планирам. Ки видиме други структури дали ки купам. Значи ки чекам да видам колко ки биде Tier 1. Ако успеям да купам, то е много по-битно от C. И после ки видам някои други беджове, ако ми трябват. Това все още го изтържувам. Ако някой знае информация, може да пише. Ке видиме, значи страшното е, що, например, замисли си да купите брод Guardian, $40,000 и да трябва да купите и лиценца Captain Badge, който, например, да речем е 5 постоят и да речем колко пари. Няма цена моментално, да речем и то, ако е $5,000. Значи тази дел още го изтържувам. Ке видим, значи можно е да купам още повече бродови. Ovaj брод е много скъп. Fighter. Сигурно ке видя за придружба на тия по-големи бродови. Аз извинявам, тук ви ще сипа Сабайле. Али кажа в витив на много луги да ке снимам в видео, па затова останам до Сабайле буден. Сабайле е по-мал трафик в Америка на самия маркет. Просто съм изненаден дека и комплетно работи. Луги, значи уеднина, ако се собере яка екипа, планирам да купам повече бродови. Иако на почеток не планирав да улавам, затоа шо Солана мислев дека ќе му требаше една година да ги развие сите тия работи, али Солана направи бум и поради тоа планирам да улезам и гледате, улезов више у самата игра. Значи планирав и овај тип на брод, карго, все още го изтържувам. Вреде за тази сума на пари 3583. То е смешна сума на пари, за тоа шо е Rare и има 1605. Уште го изтържувам, тоа чудо, поради тоа шо вика Build your own ship. Ке носе, значи замислете си некои луѓе да го рентат вашия брод, да треба да носите такви контейнери низ целата вселена, со јака екипа, збореме за и плюс придружба на други бродови, нели сигурно ќе ве напаѓат, поради тоа што пишуваше дека ќе губите айтеми, мислам ќе губите материјали од руда, валја и газ, контейнери, што некој друг ќе може да направи клейм. Значи карго, доста интересно карго. Ако некој знае повеќе информација може да каже. Значи планирам и оваа игра да упаѓам. И Лувиум исто планирам да упаѓам, затоа што мене ми е битно се повеќе души да бидат вработени од Македонија, да седат дома, да не рмбат по тия компании и да прават много по-голема плата од тия мизерни плати кои ще се нудат у Македонија. Исто планирам и можно е да купам едно од овие чуда. Сега за сега е много скап. Мислам дека е $5,000. Много луѓе го купуват. Мислам дека вреде ово чудо. Значи е за специализирано за непозната територија длабоко. И тоа чудо, не знам колко екипаж, мултирол е. Тоа чудо исто ќе вреде. Мислам се сега дали привршам со самото видео. Значи немам моментално ништо друго што да купам. Имам купено сега за сега од сите тия бродови. За секој случај да ги држам. Мислам се за уште еден Pier 65. Дали да се купе. Заради тоа што првиот пат беа доста брзо исчезнале. Али ќе почекам до утре. Можно е да купам уште еден. Не баш уште еден, значи можда уште неколку Pier 65. Значи другари тоа е.
симнете Phantom Wallet, направете си профил и добро е да вреде да купите барем от овия PRX5 или OpalJet по $20, мислам е смешна сума да имате акција до оваква игра. Тие што нема да може да купат, значи ќе имам јас за scholarship, али мислам дека вреде да секој имате у колекција по еден OpalJet и PRX5. Тоа е, другари, поздрав, да се надевам дека во видео ќе се снима.